Од час во час се зголемува бројот на потписи што и по 1000 во минута осамнуваат на петицијата за втор ЕУ референдум во Велика Британија. Потписниците повикуваат на имплементација на ново правило, спроведувано во Европската Унија, според кое, доколку на гласањето е одлучено со под 60%, а има излезност помала од 75%, мора повторно да се гласа. Односно, разликата на гласовите на веќе спроведениот референдум е помала од 20% и изнесува само 4%. Исто така, победничкиот глас за напуштање на ЕУ бил помал од 60%, а изнесува 51,9% и бил заснован на излезност помала од 75%, односно 72,2%. Во поднесената петиција се наведува: Ние долу подпишаните ја повикуваме владата да го спроведе правилото дека ако гласовите за останување или за заминување се помалку од 60%, врз основа на излезност помало од 75%, треба да има уште еден референдум. Според некои толкувања објавени во британските медиуми, ваква одредба не постои во британските и европските закони. Нејасно е дали доколку вакво правило би постоело во законодавството на Велика Британија, истото би можело да се примени ретроспективно. Поради ова, изгледа мали се шансите за да се оствари желбата на речиси половина гласачи приврзани за европското семејство, за нов референдум и спас од излез. Скептицизмот за оваа постапка на граѓаните кои сакаат Велика Британија да остане дел од европското семејство е голем, но сепак парламентот мора да расправа за неа. Со оглед на фактот дека за сите петиции на сајтот на владата што ќе добијат повеќе од 100.000 потписи, пратениците мораат да дебатираат, каков што беше случајот и со легализацијата на канабисот. Референдумот не е обврзувачки, а последниот збор сепак го има британскиот парламент. Според многу пати деновиве споменуваниот член 50 од Лисабонскиот договор, работите во целост може да излезат поинаку од исходот на гласањето.